Експертите на една од водичките институции, светски лидер во подрачјето на технолошки услуги, германскиот TÜV Nord, чија продолжена рака кај нас е AMCERT, презентираа многу новини во начинот на стандардизација и унапредување во повеќе сегменти во сообраќајот и нивна можност за имплементација во нашите регулативи и норми. Организатори на манифестацијата беа Министерството за внатрешни работи на Република Македонија, Универзитетот Гоце Делчев од Штип, AMCERT и редакцијата на Автоплус. Советувањето беше поделено во два дела, со оглед на интересните сегменти кои беа во агендата на врвните експерти како од TÜV Nord, така и од нашата држава. Првата тема беше новините во техничкиот преглед на возила содржани во директивите на Европската Унија, предуслов за унапредувањето на безбедноста на сообраќајот и екологијата низ искуствата и праксата на TÜV Nord, а втората техничка проверка на употребувани возила со TÜV Nord мобилитет. Во работата на советувањето учествуваа припадници на Министерството за внатрешни работи, од Министерствата за економија, за транспорт и врски, Бирото за метрологија, институции, компании, автомобилските импортери од државава, осигурителни друштва, станици за технички прегледи. Во своето воведно обраќање директорот на Автомакедонија Зоран Василевски ја потенцираше соработката на AMCERT со TÜV Nord Group, како и големиот број услуги кои ги нуди од подрачјето на делувањето со германскиот партнер, како на планот на технички преглед, инволвирање на потребните стандарди во разни сегменти на работењето со возилата, издавање одредени сертификати. Се разбира како продолжена рака на TÜV Nord Group во секое време ја имаат комплетната поддршка од нивните центри, врвните стручњаци и комплетната инфраструктура, со што во реализацијата го задржуваат високиот квалитет на услуги на рамниште на групацијата. Рајнер Хагеман, експерт за хомологацијски активности на возила, ги истакна суштината на работењето на TÜV Nord, како позициите и активностите во моментов и во иднина кои секако ќе придонесат многу за унапредување на сообраќајот. Технички подготвен кадар, независни инженери кои нудат континуирано извонредни решенија, квалитет и позиционирање во потребните структури на повеќе полиња. Компанијата во повеќе од 70 земји поддржува компании и партнери во остварување на нивните одговорности за луѓето, технологиите и околината. Освен ова, во посебен дел напомена за одредени промени во европските регулативи и директиви на полето на хомологација, но се задржа и на стандардите за американските возила кои се увезуваат на стариот континент. Тој апострофираше и за глобалниот пазар, за законските нормативи во истиот, кои со одредени модификации во регулативите треба да најде соодветна примена на секаде, па и во Македонија. Голем интерес предизвика излагањето на Вилфрид Бартелс, кој ги представи најнапред новините во техничкиот преглед во станиците на TÜV Nord и примената на новиот систем за кој едноставно ви се потребни еден таблет, апликација и PDI адаптер. Преку овој систем се тестираат сите состави во возилото по електронски пат преку OBD конекција и PDI адаптерот. Тој бежично ги пренесува податоците до компјутерот кој преку апликацијата ги споредува со базата на податоци каде се сите информации за тоа возило од фабриката, компанијата која го продала, сите сервиси кои вршеле поправки. Сите проверки се направени само од едно техничко лице. Прегледот трае неколку минути, а може да се врши на сите возила што се дел од датотеката во која се возила стари до 10 години. Михаел Шмихер зборуваше за тоа на што купувачите треба да обрнат внимание кога купуваат употребувано возило. Пред се да внимаваат од каде го купуваат возилото, бидејќи има многу скриени преправки и дефекти. TÜV Nord ги потенцира согласно однапред направените проверки, одредените добри и лоши елементи, што едноставно им влева доверба на клиентите кои купуваат користено возило и спокојство. Технички исправните возила се најважен сегмент за безбедност во сообраќајот. Според статистиката, во последните години во Македонија се зголемува процентот на сообраќајни несреќи на патиштата предизвикани од техничка неисправност, потенцира во своето обраќање началникот Васко Чупарковски. Добро би било дел од нашите регулативи кои онака соодействуваат согласно европското законодавство
како да се усогласат со оние на институции од Унијата, како што е ТУФ Норд, за повисок степен на безбедност. Професорката Марија Хаџикимова се задржа на еколошкиот момент и имплементираноста на возилата во загадувањето, презентирајќи дел од мерењата и испитувањата на степенот на загаденост од бучавост и гасови во Скопје и Тетово, кои се алармантно високи. На Факултетот за природни и технички науки. Повеќе од 410 изложувачи од 30 земји, 67 новитети, 32 домашни премиери, 34 производители се најдоа на 41.000 метри квадратни на меѓународниот сајм за автомобили во Белград. Дали поради дополнителниот изложбен простор во новоотворените неколку хали или поради присуството на многу значајни автомобилски и мотоциклистички остварувања, сите се едногласни. Овој сајм е еден од најдобрите во последнава деценија. Задоволни и принципалите, но и домашните импортери, дистрибутери, дилери, кои ги тријат рацете од добро завршената продажба на возила. Оние огромните попусти па и до неколку илјади евра, над 20 изведби со цена под 10.000 евра, поволните кредити и лизинг си го сторија своето. Меѓу звездите кои пристигнаа буквално од брегот на Женевското езеро се секако новата генерација на Opel Insignia и првиот кросовер на Alfa Romeo, прекрасниот Stelvio. Посетителите за прв пат го видео и автомобилот на годината во Европа, кој се закити со истото признание и за Србија, SUV изведбата на Peugeot, моделот 3008, кој го красеше штандот на Euroimpex, македонската компанија која ја има улогата на регионален застапник за францускиот бренд. Вториот дел од групацијата, застапникот за Citroen, исто така македонска компанија со иста улога. Автонова се представи со новината C3. Мерцедес во Хала 3 ги представи новитетите E-класа купе и освежената GLA. Volkswagen се истакна со новиот електричен Golf E, а Ford за прв пат пред јавноста ги нуди обновениот EcoSport и ѕверката Focus RS. Audi во пакет ги нуди A5 купе и A5 Sportback, BMW новата серија 5, а Honda блисна со премиерата на новата генерација на Civic. Најскапиот експонат во Белград на ова 53-то издание беше моделот Ghost Black Badge на Rolls-Royce, чија вредност е 310.000 евра. Потоа Mercedes G500 4x4 260.000 евра, како и BMW 7 Mont Blanc 226.000 евра. Кинеската London Taxi Company, LTC, собственост на Гили, заврши со изградбата на новата фабрика во Британија, каде ќе се прави нова варијанта на познатото London Taxi со хибриден погон тип plug-in, со можност за полнење од електричната мрежа. Погоните се наоѓаат во Ansty Park во Ковентри, а нивната изградба чинеше 300 милиони фунти и отвори нови 1000 работни места. Таа ќе го произведува само новиот хибриден модел наречен TX5. Такси изведбите ќе почнат да слегуваат од подвижните ленти во втората половина на оваа година, а полниот капацитет ќе биде достигнат следната. Според плановите на LTC, старата фабрика ќе биде користена понатаму како лакирница, се до моментот кога последниот примерок на сегашниот модел дизел TX4 ќе излезе од вратите ова лето. Постои веројатност таму да се прават понатаму други видови на електрични комерцијални автомобили, што ќе ја овозможи на компанијата да го зголеми пазарното присуство и потенцијал. Дизајнот на TX5 е дело на студиото на Гили во Барселона, а новината задржува доста од цртите на класичниот модел на лондонското такси. Возилото има алуминиумска структура на каросеријата, а хибридниот погон овозможува автономија во чисто електричен режим од 100 километри.
Новата генерација Insignia очигледно е дека ќе врати голем дел од фановите на молњата кои преферираат возила од D-сегментот. Не дека со близу 1 милион продадени возила и првата генерација на моделот заостануваше во однос на конкуренцијата, но според она како е прифатена на стариот, новата Opel Insignia Grand Sport, која пристигнува во пакет со караванската изведба Sports Tourer, се најавува нова успешна страница во мощна богатата историја во овој сегмент на Opel. Вредните стручњаци од Риселсхајм навистина скоцкале ремек дело, кое поставува нови стандарди на ова поле и тргнува во вистинската офанзива. За незините вредности можевме да се увериме и на лице место при посетата на погоните во Риселсхајм, каде се монтира новината, а потоа и во возните својства на патиштата на Германија и улиците на Франкфурт. Втората генерација Insignia импресионира со своите високотехнолошки решенија, од матричниот систем на предните светла Opel IntelliLux LED и современите електронски системи за помош на возачот до извонреден head-up дисплеј. Во прилог на сето ова, Insignia нуди и типична за брендот Opel првокласна комуникацијска поврзаност со интеграција на смартфон функции, која сега нуди уште една нова функција на Opel OnStar личен асистент, кој им овозможува на патниците во Insignia да прават хотелски резервации и да наоѓаат места за паркирање со помош на системот OnStar. Новиот предводник е и првиот произведен во Риселсхајм, кој се нуди со 8 степена автоматска трансмисија, панорамска 360 степени камера и интелигентен систем за двојна испорака со функција Torque Vectoring за активно насочување на вртежниот момент. Ова е несомнено модел кој не само што се одликува со својата елегантна спортска силуета, со неверојатна аеродинамика, коефициент на отпор на воздухот CD 0,26, што едноставно личи на купе модел со 5 врати. Новата Insignia импресионира со подобрена динамика и внатрешен простор, како и со одлична цена за она што го нуди, барем оние кои ќе бидат на стартот во Германија, фактори кои ја претвораат во предизвик за моделите на премиум марките. Втората генерација на Insignia е базирана на целосно нова архитектура. Автомобилот тежи до 175 кг помалку од сегашниот модел во верзијата седан Grand Sport и до 200 кг помалку кај караванската Sports Tourer. Покрај тоа, целосно новиот предводник на Opel прави свој деби со спектар на високо ефикасни погонски агрегати и оптимизирани во однос на триењето, трансмисиите, кои се конструирани така што да обезбедат поголема ефикасност и помала потрошувачка на гориво. Потрошувачката на гориво кај моторите на Grand Sport се очекува да биде од 3 до 10% помала во споредба со оној на еквивалентните верзии на сегашниот модел врз основа на циклусот WLTP. Палетата од погонски агрегати на новиот Opel Insignia Grand Sport започнува со целосно нов исклучително ефикасен бензински мотор 1,5 турбо, кој ќе се нуди со две нивоа на моќност, со 140 конски сили и 165 конски сили. Врвен погон во бензинскиот спектар на новата Insignia е 2.0 литарскиот турбо со 260 конски сили. Предлозите во однос на погонот продолжуваат со 1,6 литарски дизел мотори со нивоа на моќност од 110 конски сили и 136 конски сили, а завршуваат со рафиниран 2.0 дизел со 170 конски сили. Ценовникот за новата Insignia кај нас ќе биде достапен кога ќе почнат нарачките. Во Германија веќе се нарачуваат првите модели кои ги видовме како се симнуваат од производствените ленти во еден од погоните во Риселсхајм.
британскиот портал insuredgap.com, кој се занимава со осигурување и истражување на автомобилските пазари, ја пресмета вкупната вредност на машините кои се уништени во 7 серијали на филмот Брзи и бесни. Тоа е околу 420 милиони фунти, што е еквивалентно на 520 милиони долари. Во износот влегуваат оштетените во 7 делови од филмското остварување: автомобили, авиони, хеликоптери, автобуси, тенкови, возови и мотоцикли. Од транспортните средства полесно се оштетени 169, но други 142 се целосно уништени. При тоа штетата нанесена од добрите ликови во филмот е доста поголема од оние на лошите – 324 милиони против 196 милиони долари. Најдеструктивен лик е негативецот од 7-миот дел Джейсон Стейтам, кој уништил возила за 185 милиони долари. Меѓу позитивните херои лидер природно е Вин Дизел со оштетени возила за помалку од 70 милиони долари. Генерално, најголеми се штетите во 6-тиот и 7-миот дел од серијалот. Најскапата машина шлак во Брзи и бесни е хипермоделот W Motors Lykan Hypersport. Таа се проценува на околу 3,4 милиони долари. Следната серија Брзи и бесни 8 ќе излезе на големиот екран на 12 април. Во неа учествуваат Вин Дизел, Двейн Џонсон, Мишел Родригес, Джейсон Стейтам, Шарлиз Терон, Хелен Миран и Курт Расел. Јапонците одлучија да ја обрнат поголемо внимание на арапската гордост и да ја одредат моќноста во Camel Power. Интересното е објаснувањето дека во песок коњите заглавуваат и нема можност да се измери точно колку е една конска сила. Како што е познато, една конска сила е мерка за моќ, потребна за кревање на товар од 75 килограми на висина од 1 метар за 1 секунда. Во новите единици таа одговара на 735,5 вати. Нисан препорачува во арапскиот свет да се користи мерката камелска сила или Camel Power, а статијата за овој предлог е објавена во познатото списание и ТВ канал National Geographic. Шефот на канцеларијата на Нисан во Абу Даби, Самир Черфан, дури организира компаративни мерења на камилската моќност на падина на Дина. Локалните инженери и физичари имаат развиена нова формула по која понатаму сметаат да ја оценуваат моќноста на автомобилите приспособени за работа во песок. Главната задача би била да се поврзе масата, брзината и силата на стандардизираната песочна падина пред камерите на Geographic Абу Даби. Моделот Октавија е меѓу најпродаваните возила со пласирани над 5 милиони единици од моментот кога во 1996 година блесна на автомобилското небо. Само за последните 3 години на купувачите ширум светот им се испорачани над 1 милион автомобили. Овие бројки најдобро говорат за значењето на Октавија во работењето на Шкода. Со цел да остане конкурентна во наредните 3-4 години до пристигнувањето на следната генерација, со цел да се продолжи со исто темпо, на автомобилот се извршени стилски корекции и унапредувања. Како и во светот, така и кај нас Октавија е меѓу најпосакуваните изданија, а со својата прва и трета генерација се закити и со блескавото признание автомобил на годината во Македонија. За разлика од некои други брендови од Volkswagen групацијата, каде припаѓа и Шкода, на чии модели тешко може да се воочат разликите меѓу старата и рестилизираната верзија, овде веќе на прв поглед промените се повеќе од очигледни. Најголема контроверзност секако во новиот стајлинг, како кај стручњаците, така и кај фановите на Октавија, предизвикува новиот дизајн на предните фарови, кои потсетуваат многу на претходната генерација на Мерцедесовата E-класа.
дизајнерите одлучиле секој од фаровите да го поделат во две целини со различен облик, па автомобилот има впечатливо поинаков визуелен карактер. Променета е и маската на ладилникот, која директно се надоврзува на светлосната група, а на врвот на хаубата и натаму е Шкодиниот амблем, кој сега е нешто понагласен. Одредени модификации доживеа и предниот браник, каде се сместени магленките со нова форма. Што се однесува до димензиите, нема промени, како ниту на бочните страни, а на задниот дел на возилото исто така има одредени дизајнерски зафати со интервенција на стоп светлата. Кај Шкодиниот бестселер, дизајнерите си поиграле и со внатрешноста. Она што секогаш сме го потенцирале за ова остварување, важи и понатаму дека ова е едно од возилата кое нуди најголем внатрешен простор и е лидер со понудата на истиот во багажникот, кој изнесува 590, а со соборување на седиштата достигнува и до 1580 литри. И овој пат производителот од Млада Болеслав ја нагласува елеганцијата во раскошна кабина со амбиентално светло кое пак е далеку попотенцирано во повисоките нивоа на опременост. Токму така, се разбира и овде се зависи од пакетот на опрема, односно во склад со Шкодината дизајнерска филозофија. Секој е побогат, но треба да се напомене дека има доста понудени достапни опции веќе во стартниот пакет. Од новините кои беа и дел од нивото во автомобилот со кој управувавме, треба да се издвои така наречениот персонализиран клуч, кој е способен за омилените поставки на возачот, како што е состав за помош при управување, положба на седиштата, на интермедија системот, осветлувањето, климата, потоа новиот навигацијски систем, опцијскиот LTE модул. Кога сме кај инфотеинтменот, новина е екранот, чувствителен недопир кој во зависност од опремата е со големина од 8 до 9,2 инчи. Во тесниот модел во понуда се составите како Apple CarPlay, Android Auto, MirrorLink и SmartGate за поврзување со мобилен телефон, при што секако треба да се напомене и можноста за негово бежично полнење. Интересна е конструкцијата за држачите за шишиња и чаши, каде дното се преклопува со различни димензии и елементите ги држи мощно и стабилно. При управувањето, поради подобрувањата во подвозието и подпирањето, повторно високи оценки се однесува како да сте во креација од повисок сегмент. Подвозието ги пренесува повратните информации од подлогата во доза точно толкова, колку да се зголеми чувството потребно за поголемо задоволство и полесно контролирање на возилото, кое во верзијата што ние ја возевме немаше мултилинк задна оска, заради што задниот дел полесно може да се испровоцира на занесување во долгите и брзи свиоци. За таков стил на возење сепак би избрале некој помоќен агрегат, а 1,6 литарската дизел варијанта со 115 конски сили би ја препорачале на подомаќински настроените возачи, затоа што најголемиот бисер во герданот нанижан од нејзините технички карактеристики се бројките за потрошувачката. Според фабричките податоци таа изнесува 4,0 литри на 100 изминати километри. Намна вредно подготвената графика со информации на екранот во даден момент ни покажуваше 5,1 литар, што е и повеќе од солидно за ваква изведба. Мора да напоменеме дека овој агрегат е дел од новиот серијал на TDI остварувања, кај кој се направени одредени промени и има намалување на потрошувачката и до 12%, како и на емисијата на штетни гасови. На крајот мора да потенцираме дека тестниот модел, моторот беше во спрега со 5-степен мануелен менувач, но може да се добие и со 6 брзини и DSG автоматски со 2 спојки. Шкода стана одамна синоним за квалитет и доверба. Па несомнено, како што и напоменавме, е во самиот врв по продажбата во многу европски земји. Освен традицијата, голем адут на компанијата е што таа е дел од концернот Volkswagen. Врвната технологија и дизајн се секогаш оценети од експертите со највисоки оценки, па кога сеќе се собере, ова не може да биде веќе ефтин автомобил. Па така, тестниот модел со сите оние додатоци кои ги споменавме, во ценовник чини 19.720 евра.
Најверојатно не би било на што е салонот во Женева, доколку не беа представени неколку извонредни креации од светот на, како што ги нарекуваат, хипер, ултра или супер изведби, чија цена се изразува во 6 цифри. Неверојатно, но на ова 87-мо мото издание веќе напоменавме една од најспектакуларните салонски смотри во последниве неколку години. Не само што имаше изданија кои го свртеа во целост вниманието на посетителите и во минатото ја имаа само оваа улога, туку над 2/3 од нив ќе ги видиме наскоро во продажните салони на еминентните производители, а со самото тоа и на патиштата. Кога за последен пат представници на Артега комуницираа со медиумите, беше со цел да и се соопшти на јавноста дека компанијата беше на прагот на банкрот. Сега сепак сето тоа започнува одново, но во сосема нова насока. Во Женева Артега пристигна со Скало Супер Електра, кој може и да не изгледа особено опасен, но електромобилот е со моќност од 1020 конски сили. Природно, дизајнот им е познат на фановите на моделите на Артега, но е доста чист во споредба со претходните концепти на брендот. Седиштето на возачот и управувачот се централно распоредени во кокпитот, а според непотврдени податоци, цената на секој Скало Супер Електра ќе изнесува околу 1,6 милиони долари. Астон Мартин Валкири беше специјалниот подарок за светот на салонот во Женева од британскиот спортски производител. Досега познат како AMRB 001, Астон Мартин Валкири донесува извонредни пред се технолошки и технички решенија, а и дизајнот соборува од нога. Овој хибриден спортист ветува дека ќе ги редефинира сваќањата за тоа што се може еден автомобил. На него треба да се гледа како на вовед во една нова генерација возила со високи перформанси обезбедени од напредни технологии. Како основа е земен 6,5 литерски V12 агрегат од Cosworth со близу 900 конски сили, засилен со систем за регенерација на енергијата. Имплементиран од хрватскиот Римац, тој е изведен во стил на оние во Формула 1. Вкупната моќност се уште е непозната, но цел е Валкири да се симне од производствените ленти со перфектен 1:1 однос на маса и тежина и да биде побрз од денешните Формула 1 болиди. Клучна за постигнување на тоа ќе биде и аеродинамиката, која треба да обезбеди сила на прилепување од 1,8 тони. Британскиот производител на супер луксузни автомобили Бентли понуди нешто неочекувано во Женева. Кабриолет базиран на концептот EXP 10 Speed 6, но со електричен погон, отворениот EXP 12 Speed 6E концепт кој оди чекор понатаму. Од Бентли тврдат дека електричниот автомобил во ниту еден момент нема да направи компромис кога станува збор за квалитетот, рафинираноста и перформансите на нивните возила. Според нив, од EXP 12 Speed 6E можеме да очекуваме инстант, лесно забрзување и автономија за подалечно возење во комбинација со брзо полнење и врвни услуги во самиот автомобил. Во интериерот доминира централна конзола изработена од едно парче закривено стакло, а во неа се ставени OLED екрани со висока резолуција, преку кои патниците можат да пристапат до сите системи во автомобилот. Дури и совозачот има свој панел со инструменти, преку кој може да пристапи до социјалните медиуми, имейл или било каква друга забава. Ферари во Женева го представи новиот Гран Туризмо, кој ќе го замени сегашниот модел F12 Берлинета. Ако не се брои суперхибридот LaFerrari 812 Superfast, е најмокниот модел во историјата на компанијата. Новото купе има 6,5 литерски 12-цилиндарски мотор со 800 конски сили за 20 повеќе од набилданата верзија 12 Берлинета F12 TDF. Максималната моќност
Моќност се постигнува при 8500 вртежи на минута, а вртежниот момент од 718 Нм станува достапен под 7000 вртежи на минута. Моторот е во комбинација со роботизирана трансмисија со две спојки. Ова е изведба на 812 Superfast, забрзува од 0 до 100 км на час за 2,9 секунди и максимална брзина изнесува 340 км на час. Слични динамички карактеристики има и F12 TDF, но новиот модел е полесен за 110 кг и тежи 1525 кг. Меѓу технолошки карактеристики е преносот на сите 4 тркала, активната аеродинамика и модернизираниот систем за контрола на страничното лизгање Side Sleep Control. Ова е првото Ферари со електричен засилувач на управувачот. Моќните машини не се нешто невообичаено за шведската компанија, а 1000 конски сили е гаранција која хиперавтомобилите на Koenigsegg ја надминуваат со леснотија. Во Женева брендот представи две парчиња Regera, секој од нив со 1500 конски сили обезбедени од 5-литарски V8 бензински мотор со две турбини кој работи заедно со 3 електромотори. Максималната брзина е 399 км на час, а цената 1,9 милиони долари. Koenigsegg Agera RS е специјална верзија создадена за испраќање во пензија на Agera. Полното име на автомобилот е Agera RS Griffon, а моќноста е 1360 конски сили. Дизајнот на каросеријата се одликува со доста промени, а освен тоа се додадени како акценти елементи со 24 каратно злато. Автомобилот веќе е продаден, иако официјално нема податоци за цената што е платена од колекционерот Мани Кошбин, но се споменуваат 2,6 милиони евра. Lamborghini премиерно ја покажа новата специјална модификација наречена Huracan Performante. Верзијата го користи добро познатиот 5,2 литарски атмосферски V10 мотор, кој генерира 640 конски сили и 600 Нм вртажен момент. Дополнителните 30 конски сили и 40 Нм овозможуваат Performante да забрза од 0 до 100 км на час за само 2,9 секунди. Максималната брзина на суперавтомобилот достигнува 325 км на час. Овие карактеристики се должат не само на моторот, кој кај верзијата Performante е со подобрен систем за вшмукување на воздух, нов дизајн на успусите, нови титаниум вентили и оптимизирана динамика. Показателите се постигнати благодарение и на намалената тежина за 40 кг. Во Lamborghini ја преработиле и трансмисијата која во случајов е 7 степена со две спојки, како и суспензијата која е потврда. Надградено е електромеханичкото управување. Од композитни материјали се изработени отворите за воздух, рачките зад воланот за менување на брзини, рачките на вратите и централната конзола. За спортските седишта е користена црна алкантара. Мекларен на салонот во Женева ги откри сите детали и официјално го представи новиот предлог 720S со основни димензии: должина 4543, ширина 2161 и висина од само 1196 мм. Мекларен 720S доаѓа со нов 4-литарски твин турбо V8 мотор кој е во состојба да генерира максимална моќност од 720 конски сили и вртажен момент од 770 Нм. Во комбинација со оптимизирана активна аеродинамика, карбонски елементи, индивидуализирана суспензија и 7-степен менувач, 720S ветува импресивно и динамично управување. Забрзувањето од 0 до 100 км на час може да биде спроведено за минимални 2,9 секунди. Границата од 200 км на час се постигнува за 7,8 секунди, а оваа од 300 км на час за 21,4 секунди. Максималната брзина на движење на Мекларен 720S е 341 км на час. Во исто време, Мекларен 720S со првите испораки кои ќе бидат спроведени во мај ветува и импресивни параметри на сопирање. Од 100 км на час до 0, колата запира за 2,8 секунди со должина од само 29,7 метри, а од 200
200 км на час до 0 за 4,6 секунди и 117 метри. Pagani блисна со моделот Huayra Roadster. Изведбата ќе биде произведена во лимитирана серија од само 100 примероци, кои веќе се распродадени по цена од 2.280.000 евра. Една од главните цели кои си ги поставија од Pagani при создавањето на Huayra Roadster е она изведбата да биде полесна од верзијата на незиното купе, па новината е за околу 80 кг полесна во споредба со стандардната Huayra и тежи само 1280 кг. Новината е изградена целосно во типичен за брендот стил со максимална самоувереност. Pagani Huayra Roadster е опремен со специјално изграден од Mercedes AMG 60 V12 мотор кој генерира максимална моќност од 764 конски сили со над 1000 Нм вртежен момент. Достапен е во две варијанти во однос на покривот. Првиот од нив е направен целосно од јаглеродни влакна, во централниот дел има стаклен елемент, а вториот е текстилен со карбонски додатоци. Многу нешта се случија откако Мате Римец го откри Concept One моделот пред 4 години. За оваа цел во Женева пак батериската технологија е во целост подобрена. Електричниот автомобил е многу побрз и додадени се екзотични елементи кои го чинат изданието уште поатрактивно и попривлачно. Имено Concept One е награден од минатата година кога имаше 1088 конски сили од 82 киловат-часа батерија, а сега нуди 1224 конски сили благодарение на 90 kWh акумулатор. Od prošle godine Rimac automobili ove godine predstavljaju performance upgrade na modelu Concept One, što znači da za one kojima nije bilo dovoljno 1088 konjskih snaga, ovog trenutka Concept One nudi 1224 konjske snage. Ubrzanje je isto tako popravljeno na 2,5 sekunde od 0 do 100 km na sat. I napravili smo upgrade na bateriji, tako da trenutna baterija u Concept One-u je 90 kWh, što je dovoljno za 350 km dometa. Uz performance upgrade na Concept One-u ove godine smo predstavili i ponosni smo na sklopljene ugovore sa 3 dilera u svijetu. Jedan je Manhattan Motor Cars u New Yorku, drugi je Pace Germany koji pokriva područje Europe i treći diler je iz Dubaija, Al Zaroni Group. To samo zapravo pokazuje kako širimo naš brand i kako planiramo i širenje na sva ostala tržišta. Znači, Rimac automobili nisu samo automobilska tvrtka, mi smo tehnološka tvrtka prvenstveno. I mi tehnologiju koju razvijamo zapravo nudimo mnogim drugim proizvođačima u automobilskoj industriji. Tako da našu tehnologiju, evo recimo na ovom ženevskom sajmu možete vidjeti na štandu od Aston Martina, gdje su i na samoj preskonferenciji oni spomenuli nas kao jednog od bitnih partnera u projektu za Aston Martin Red Bull, novi automobil koji rade. Također možete vidjeti našu tehnologiju na štandu od Koenigsegga, gdje za njihov novi auto Regeru također proizvodimo baterijske pakete. Ima i mnogih drugih proizvođača ovdje koji skrivaju našu tehnologiju, ali nažalost imena još nismo u mogućnosti otkrivati i vjerujemo kroz neko vrijeme da će se i za to čuti. Pa nadamo se da možda uskoro i neki novi klijent se pojavi iz Makedonije, ako ne za Concept One, onda barem za Grape bicikle. Малите компании обично ги избираат поголемите производители за испорака на мотори, но во случајот со холанѓаните од Spyker се случи нешто уникатно за индустријата. Компанијата се откажа од соработката со Audi и избра друга мала компанија, Koenigsegg. Токму со мотор на шведскиот производител е опремен родстерот Spyker C8 Preliator Spider, кој беше представен на салонот во Женева. Само пред една година холанѓаните представија верзија купе на истиот модел, која се подпираше на мотор на Audi. Моторот V8 на Audi, со кој беше опремен C8 Preliator, се подпираше на 525 конски сили и 600 Нм, додека моторот на скандинавците е со ист волумен, 5 литри, а развива 600 конски сили со истиот вртежен момент. Во комбинација со атмосферскиот мотор работи 6-брзински мануелен менувач. Забрзувањето од 0 до 100 км на час трае 3,6 секунди, а максималната брзина
брзина е 322 км на час. Автомобилот ќе излезе во серија од 100 примероци, а стартната цена за Европа е 400.000 евра. Треба да го запомните името на новата кинеска компанија, бидејќи предлогот на Tech Rules е исклучително интересен. Турбинско-хибридниот хиперавтомобил е со моќност од 1287 конски сили, а според барањата на идните клиенти, Рен ќе може да се порачува со една или две турбини кои генерираат енергија за батеријата со капацитет од 25 киловат-часови, која пак работи со 2, 4 или 6 електромотори. Максималниот вртежен момент е уште поимпресивен – 2340 Ньютон метри, а од компанијата ветуваат автономија од 1170 км со едно полнење. Производството треба да почне следната година, плановите се за 10 автомобили годишно, но уште не се знае каква ќе биде цената на ова чудо. На крајот и јаготката. Ако ги прашате експертите за дизајн од нашиот партнер Quattro Ruote како ќе изгледа иднината, тие навистина имаат неколку одговори, а последниот е шила. Станува збор за концепт што го видовме на штандот на нашиот партнер во Женева, уште едно дизајнерско ремек дело на учениците од Европскиот институт за дизајн од Торино, студиото Pininfarina и уредниците на Quattro Ruote. Според димензиите, шила е концепт со големина на Ferrari 488, но е за 10 см поблизу до подлогата. Во него има место само за двајца патници, а конфигурацијата на седиштата е налик на борбен авион. За дизајнот треба да ги слушнете неговите креатори, кои велат дека навистина и самите не веруваат дека создале нешто максимално експресивно, а од технолошките поединости би ги издвоиле материјалите од кои е направен, а секое тркало е така замислено за да може да се вгради по еден електричен мотор. Идејата е ова да биде полуавтономно возило.